Добро вечер. Започнуваме со урбаните вести. Еве кои се денешните наслови. Реконструирана улицата Македонска природба во Ѓорче Петров. Амбасадорите на културата активно ја промовираат Македонија во светот. Трибина на тема негата на детето во првата година од животот во општина Газибаба. Буџетот за научно-истражувачка дејност за 2014 година е 18 милиони денари поголем во однос на минатата година. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски ја пушти во употреба реконструираната улица Македонска природба. Покрај асфалтот улицата доби и потполно обновена подземна инфраструктура. Општинските власти од Ѓорче Петров им беа ветиле на жителите од улицата Македонска природба дека во 2013 година истата ќе биде реконструирана. Според ветеното, на почетокот на 2014 година, градоначалникот на општина Ѓорче Петров Сокол Митровски ја пушти во употреба оваа реконструирана улица. Обновени се 130 метри, направени се тротоари, поставени се канделабри, а обновена е и подземната инфраструктура. Улицата Македонска природба, на која се наоѓаме актуелно, беше една од покритичните или позагрозените улици кои беа ветени на граѓаните да се реализираат во текот на 2013 година. Во првите денови на 2014 година финално се постави и канделабрите на оваа улица, така да ова што е ветено и проектирано е реализирано целосно, мора да кажам. Реализирана е вкупно околу 130 метри, остануваат уште 100 метри за реализација. И на овој дел целосно е обновена подземната инфраструктура, изградена е водоводна канализација, изградена инфраструктура која на вистина беше неопходна затоа што голем број на граѓани овде кои ги изградија своите куќи пред 30-40 години нема добар притисок, да кажам, на вода, заменета е водоводната мрежа, нема канализација, изградена е реков нова канализација, нема атмосферска канализација, изградена е нова атмосферска канализација, поставени се тротоари и осветлување, така да сите тие услови кои треба да ги задоволи се стандардизирани и изградени и на овој потек, со што граѓаните поново нагласувам, добија улица која е пристојна и безбедна за користење и за учесниците со моторни возила, како и за самите пешаци. Како што изјави градоначалникот Митровски, оваа улица, како и многу други, не е целосно реконструирана, бидејќи се појавиле проблеми при решавањето на имотно-правните односи. Улицата Македонска природба, како и бројни улици во општината Ѓорче Петров, не е целосно реализирана, делумно има еден зафат, мора да кажам, некаде околу 30%, кој треба да се реализира во 2014 или во наредните години, доколку обезбедиме целосна експроприација и решиме имотно-правни односи, затоа што имаме бројни проблеми и покрај експроприација на земјиштето имаме изградени објекти кои мора да ги решиме, значи имотно-правните односи. Се надеваме дека со поддршка на граѓаните, со поддршка на Советот на општината Ѓорче Петров и овие проблеми ќе ги надминеме и во наредниот период и оваа улица ќе добие целосна димензија, да кажам, како што е во главниот проект или како што е проектирана во генералниот проект. Председателката на урбаната заедница Милка Спасовска изјави дека е задоволна од взаимната комуникација со градоначалникот на општината и со општинската администрација, при што произлегуваат проекти кои се во интерес на граѓаните. Проекти во интерес на граѓаните, се надевам дека ќе продолжиме да остваруваме и понатака успеси, бидејќи имаме одлична соработка со градоначалникот и со општинската администрација. Постојано имаме редовни средби со директори на јавни предпријатија, каде што ги изнесуваме проблемите од граѓаните и еве како што и самите гледате, проектите се реализираат во интерес на граѓаните.
Општина Газибаба во соработка со Организацијата на жени на Газибаба и невладината организација Лулка денеска во големата сала за состаноци на Советот на општината одржаа трибина на тема негата на детето во првата година од животот и значењето на поддршката од партнерот, семејството и околината. На трибината се изнесоа значајни информации за бременоста како услов за раѓање на здраво бебе, за доењето, имунизацијата, поведувањето на немлечна храна за развојот и за воспитувањето на детето и поддршката од семејството и од околината. Томислав Атанасовски беше таму. Општина Газибаба во соработка со Организацијата на жени на Газибаба и невладината организација Лулка денеска во големата сала за состаноци на Советот на општина Газибаба одржаа трибина на тема негата на детето во првата година од животот и значењето на поддршката од партнерот, семејството и околината. Периодот од раѓањето до крајот на првата година е исклучително значаен за секое дете. Физичкиот и психичкиот развој на идниот човек директно е зависен од условите во кои детето живее и од квалитетот на негата која му е обезбедена. Напредокот на медицината носи голем број нови сознанија, а некои од нив треба значително да се применат во процесот на одгледување и воспитување на детето, без разлика на неговото потекло, културолошка, економско-социјална и друга позадина. Се покажа голем интерес, имаме доста заинтересирани, посебно за оваа област. Општина Газибаба редовно ги поддржува ваквиот тип на проекти. Да напоменам дека оваа трибина заедно Општина Газибаба организира со Сдруженијето на жени, Организација на жени Газибаба и со невладината организација Лулка. На трибината се зборуваше за сите овие важни неопходни карактеристики за првата година од животот на детето, а исто така се поставува и прашање на кои што стручните лица земаат значителен интерес во нивниот одговор. Општина Газибаба и понатака ќе продолжи во реализација на ваквиот тип проекти. Да се уфати од најмалата годишна возраст па до тинеџерството и понатамошниот развој во младоста. Ме радува што на трибината има интерес, голем интерес, а целта за да ја направиме трибината беше потребата од ваков вид на едукација на младите мајки, бремени жени и младата популација во општината. Посетителите поставуваа прашања и добиваа одговори од докторите, психолог и доктори од Сдруженијето Лулка, но имаше посебно интерес од градинките, каде што од општина Газибаба, каде што побараа и посакаа ваков вид на трибини да се организираат и да има што повеќе во нивните градинки. Се пренесуваат многу значајни информации за условите за правилен раст и развој за децата, почнувајќи од текот на бременоста и понатаму во првата година од животот. Секако да се пренесат корисни информации, подобра нега да се обезбеди за децата, меѓутоа исто така и да се зголеми поддршката од партнерот и од семејството. Всушност многу значајна и треба да се потенцира поддршката од заедницата, од едноставно од околината, која што преку ваквите трибини и преку слухот на општината всушност се реализираат. На трибината присуствуваа граѓани засегнати од темата која е особено значајна за младите во периодот на планирање и формирање на семејството, за бремените жени и нивните партнери, за родителите со деца до 1 година, но и за повозрастните кои овие значајни информации ќе ги пренесат на помладите, на своите деца и внуци. Исто така се пренесоа значајни информации за бременоста како услов за раѓање на здраво бебе, за доењето, имунизацијата, воведувањето на немлечна храна, за развојот и воспитувањето на детето и за значењето на поддршката од семејството и околината. Преку споделување на соодветни информации ќе се подигне здрав животен стил кој ќе придонесе за правилен развој на детето и достигнување на неговиот максимален потенцијал во текот на животот. Оваа трибина се реализира со поддршка на општина Газибаба и градоначалникот Тони Трајковски. Буџетот за научно-истражувачка дејност за 2014 година е 108 милиони денари и е 18 милиони денари поголем во однос на минатата година, соопшти денеска министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Владата на Република Македонија на последната седница ја усвоила програмата за научно-истражувачка дејност на предлог на Министерството за образование и наука, со која ќе бидат поддржани државните установи и граѓански здруженија кои се занимаваат со наука.
Со најголем дел од средствата, 77 милиони денари, ќе се поддржи научно-истражувачкиот кадар со посебен акцент на младите кои се интересираат во оваа област, затоа што нивното вклучување во научно-истражувачката работа превентивно ќе делува на одливот на мозици од државата. Ќе се стипендираат студенти од втор и трет циклус во земјата и странство, а ќе се финансира и престојот на постдипломците и универзитетските професори од земјата во рамки на ЦЕПУС програмата. Предвидена е и исплата на средства за објава на научно-истражувачки трудови во меѓународни списанија со импакт фактор, како и доделување државни награди за постигнувања од интерес на државата во одредена научна област, рече министерот Ристовски на пресконференција. Јавните научни установи ќе бидат поддржани за творечка и издавачка дејност за научно-истражувачката инфраструктура, за членство во меѓународни организации заради добивање меѓународни проекти, за учество на домашни и меѓународни научни собири, организација на семинари, конференции, симпозиуми за граѓански здруженија од техничката култура. Програмата е развојна, ако се земе предвид зголемениот опфат на активности и износот на средствата во однос на изминатите години. Очекувам големен интерес и активна вклученост на сите општествени чинители кои делуваат на полето на науката и истражувањето. Владата и понатаму ќе продолжува да ги поддржува, рече министерот за образование и наука. Ристовски потсети на усвоената стратегија за иновации 2012-2020, носењето на законот за иновацијска дејност, подпишувањето на регионалната истражувачко развојна стратегија за иновации на Западен Балкан, формирањето на фондот за иновации и технолошки развој во Република Македонија, набавката и опремувањето лаборатории на јавните високообразовни институции, која ќе продолжи и во оваа година. Со своите творештва, македонските амбасадори на културата ја промовираат Македонија во светот. 6 од вкупно 9 носители на оваа почесна титула денеска остварија средба со министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска одржа редовна работна средба со амбасадорите на културата на Македонија. Од 9 носители на оваа почесна титула, 6 мина од нив беа на средба со министерката. Секој од нив се осврна на активностите кои ги реализира во земјата каде што живее и работи, а се во насока на промоција на македонската култура. Да се заблагодарам за нивното активно учество во промоција на македонската култура и се разбира потикнување на најразлични проекти и придонесување за соработка на голем број на уметници кои што соработуваат со нив и благодарение на нив учествувале на најразлични проекти во државите. Разговаравме на состанокот да овие средби кои што ги имаме да бидат во месец јули и поточно на 11 јули, каде што и нивното присуство ќе го збогати присуството на отварањето на Охридско лето, нели вака една најголема манифестација која што се одржува во Република Македонија. И за оваа година е предвидено поттикнување на заедничката соработка меѓу Министерството и уметниците за одредени проекти во кои ќе бидат и вклучени соработници и нивни колеги од странство. Милчо Манчевски во САД, Иво Трајков во Чешка, Елена Мисиркова во Австрија, Снежана Пановска во Малезија, Благоја Нацовски во Италија, Владо Јаневски во Хрватска, Зафир Хаџиманов во Србија, Горан Стефановски во Англија и Иван Поповски во Русија се наши амбасадори на културата во овие држави, каде што живеат и творат. Оперскиот пејач Благој Нацевски живее во Италија и освен таму настапува во целиот свет. Тој денеска ги искажа неговите заложби, колегите од Италија да изведуваат македонски дела. Секогаш се трудам во моите настапи, и не само во моите настапи, и на оние мои странски колеги, иако јас сум назначен амбасадор на културата во Италија, меѓутоа моите настапи се сепак и во други земји во целиот свет. Значи, моите колеги од тие земји да изведат пред се македонски дела. Тоа ми е најбитниот момент, бидејќи сметам дека македонските композитори не се доволно застапени во светот, на светските подиуми, и затоа секогаш се трудам што повеќе да изведувам дела од македонските композитори, како од класичната музика, меѓутоа, ете во последно време, благодарение на мои пријатели, композитори и така натаму, нарачав и преработки на наши, значи преработки во класичен стил на наши популарни народни македонски
композиции. Режисерот Милчо Манчевски истакна дека македонската култура ја представува преку неговото филмско творештво, изложба на фотографии, книги, ретроспектива на неговото творештво имало во кинотеките во Виетнам и Болоња, а предавања имал на Кембридж и универзитетите во САД. Последната година неговиот краток филм Четврток, со кој се представи на отварањето на филмскиот фестивал во Венеција и филмот Мајки, биле представени на 40 филмски фестивали. Имав ретроспектива на моето творештво во кинотеката во Виетнам, кинотеката во Болоња, предавање на Кембридж во Британија, предавање на неколку универзитети во Америка, премиера на краток филм во Венеција, на првата вечер на отварањето на фестивалот, потоа киноприкажување на истиот филм во германските киносали, значи во редовна комерцијална дистрибуција, прикажување на истиот филм на фестивалот во Сао Пауло во Бразил. Инаку, значи во последниве пар години тој краток филм Четврток, како и последниот мој филм Мајки, се прикажани на 40 на филмски фестивали. Министерот за економија Валјон Сарачини денеска изјави дека во Македонија наскоро ќе може да се регистрира нова фирма само по електронски пат. Фирмите ќе се регистрираат преку регистрацијски агент и без надомест, а хартиеното поднесување на пријави и барања за регистрирање фирма ќе оди во историјата. Ова се предвидува со измените на Законот за трговски друштва, што Министерството за економија во наредните денови ќе ги достави во владина процедура. Со измените покрај регистрирање фирма само по електронски пат се предвидува и целосно укинување од употреба на официјалниот печат, како и лицата кои ги немаат платено придонесите, даноците и царинските давачи, или должат по основ на други давачки или на некој начин се на црната листа и досега го изиграле законот, да не можат да купат удели во фирма или да пренесат удели во друга фирма, изјави министерот за економија Валјон Сарачини по редовната работна посета на Централниот регистар и разговорот со директорот Ванчо Костадиновски. Според Сарачини, измените ќе допринесат за подобрување на бизнис климата во Република Македонија. Од своја страна, и директорот на Централниот регистар рече дека целта на денешната посета на министерот Сарачини е да се запознае како се одвиваат тековните реформи и кои се резултатите. Досега обуката ја имаат поминато околу 500 регистрацијски агенти, а од нив околу 130 имаат добиено овластување и веќе представуваат електронски регистрацијски канцеларии на Централниот регистар, каде што сите граѓани може да поднесат барање. Ефектот од тоа е што услугата станува подостапна за граѓаните од цела Македонија и тие без никаков трошок може да започнат бизнис, рече Костадиновски. Инаку минатата година регистрирани се 6500 нови фирми, од кои 300 по електронски пат преку регистрацијски агент и без надоместок. Лани по нормална процедура од регистарот се избришани 3750 компании, а 6100 фирми кои немале активност повеќе од 3 години биле пријавени за да се избришат. Македонските ракометари ремизираа со Чешка 24:24 и утре играат против Австрија за пласман во втората фаза на Европското првенство во Данска. Кларенс Сидорф е нов тренер на 7-кратниот европски шампион Милан. Следуваат спортските вести, но при тоа рекламите.